Добро вечер, почитувани гледачи. Денеска поради седницата на Советот, која започна рано утрово во 9 часот, немавме утрински муабети, но еве нека ова бидат вечерни муабети на вашиот YouTube канал. Поточно на YouTube каналот на Delchevo365.mk. Интересна седница на Совет која може да ја проследите на нашиот Facebook профил, ќе биде закачена и на YouTube каналот. Имаше доста дискусии, имаше обраќање од страна на градоначалникот за ширењето на дезинформации, инсинуации, како што рече, во врска со наводното отворање, како што го рече, погон за согорување медицински отпад. Такво нешто од кога е тој на градоначалник и додека е тој градоначалник нема да има рече, ниту ќе дозволи да се случи такво нешто, што е се што е надвор од законот. Исто така обраќањето може таму да го слушнете. Имаше и точка на дневен ред за покачување на цената на водата, но таа точка сите советници гласаа против. Имаше обраќање тука Андријана Илиевска Велковски, заменик градоначалничката, која е и советник од редовите на ВМРО ДПМН, која рече дека и покрај лошата финансиска ситуација во јавното комунално предпријатие Брегалница, не е момент граѓаните да се оптоварат со зголемување на тарифата, така што во таа насока беше нејзината дискусија. Потоа се донесува некои значајни одлуки од областа на соработката со општина Берово и комуналните служби, соработка помеѓу општина Делчево и општина Виница, точки околу работењето на невладините организации. Значи, да не сега преодицираме, да не ве отоваруваме, кои имате можност, може да погледнете како се одвиваше седницата на нашиот Facebook профил и преносот кој одеше во живо. Што би кажале друго, дека денеска се довршија некои работи на тениското игралиште, каде се очекува викендот да дојдат гости од странство. Овој викенд за жал не можеме заедно да се сретнеме, бидејќи ние имаме обврска јас имам обврска во Швајцарија на настанот Македонска трпеза, каде со колешката Билјана Петровска и една наша друга послужителка со граѓанка, жителка на селот Звегор, ќе патува на тој настан, каде ќе бидат представени традиционални македонски специјалитети од повеќе региони, на граѓани кои потекнуваат од повеќе региони овде во Македонија. Организацијата на Сдруженијето Ешелон, за тоа веќе кажувавме во изминатите денови. Настанот е на 14 март 2026 во сабота. Во зависност од тоа какви ќе бидат условите за вклучување во живо, ќе се обидеме да пренесеме дел од атмосферата на тој настан. А инаку, неделава за жал, не знам како кој вистински збор да го кажеме, меѓутоа се е поврзано со трагедијата во Кочани, трагедијата која зафати дискотеката Пулс, во која животот го загубија 63 лица, а при тоа и еден возач на медицинска помош по потекло од Делчево. А веќе почна низа настани. Немилиот настан се случи на 16 март 2025 година. Централната комеморација е во понеделник од
во текот на целиот ден ќе има настани тој ден. Така што еве ќе оддадеме минута почити ние на сите кои го изгубија животот во комната несреќа минатата година. Една минута, нема да зборуваме. Вечна им слава. На сите кои не по своја волја тогаш го изгубија својот живот. Една од најлошите катастрофи, би рекле, кои се случили на ова подрачје. И на начин на кој што се случи. После ова е тешко друго што да се каже, освен дека ќе се обидеме по завршувањето на нашиот престој во Швајцарија да направиме една видео репортажа и ќе има обид да снимиме подкаст на лице место таму со представници на наши издруженија, наши луѓе од овде. Така што за сето тоа ќе не следите како на YouTube, така и на Facebook страницата која веќе се приближува кон бројката од 94.000 следбеници. Ќе ве поздравам оваа вечер и ќе ви посакам пријатно расположение во овој четврток, 12 март 2026 година.